Добре дојдовте во процес. За околу 3 недели во Охрид и во Охридскиот регион се случија над 1000 земјотреси. Граѓаните се во паника, бараат одговори, постои ли опасност од посилен земјотрес и кога ќе се смири тлото. На оваа тема во процес разговараме со професор Ивица Милевски од Природно-математичкиот факултет во Скопје, Институт за географија. Добре дојдовте. Благодарам на поканата, добро нашол. Ова е сега моментално актуелна тема и јас некако како, ајде да кажам... Постојано сте по медиумите, постојано говорите, кажувате, но тоа е добро. Тоа е од една страна добро, од друга страна, бидејќи темите главно се околу природни непогоди, некако не ми е баш драго за... Меѓутоа, ете, таква е ситуацијата да... Значи, вие, како што кажавте во водот, од Институт за географија, главно се занимавам, значи, со геоморфологија и потребите наши се исто така да опфатиме и дел на така наречени геохазарди, меѓу кои што се земјотреси, поплави и така натаму, кои што влијат на тие така наречени геодинамични појави. Да, вие и на социјалните мрежи одговарате на прашања, често ги коментирате ваквите случувања и со Скопскиот земјотрес беше исто. Кога ќе се смири тлото? Може ли да се предпостави кога ќе се смири тлото во Охрид и постои ли опасност од посилен разорен земјотрес? Граѓаните се вознемирени, некои спијат во возила, некои во шатори. Така, да не постои забуна, значи е во фазата процесот на ние и јас предпоставувам, според рековме огромниот број земјотреси, некои беа со многу слаба енергија, некои со посилна енергија. И предпоставуваме дека навистина голема количина на енергија, која што е предизвикател на земјотресите, е веќе ослободена. Меѓутоа, не може тоа да очекуваме преку ноќ да престанат земјотресите, затоа што има еден период кој што може да варира од недела, па може би до повеќе месеци, кој што се вика така наречен пост-земјотресен период или пост-главниот земјотрес, или така наречен aftershock период, кој веќе стана зборот, ајде да не кажам условно и досаден. Тоа е познато во науката. Познато во науката, меѓутоа, значи нема ништо чудно што еве имаме толкав број на, значи така наречени aftershockoви, или се надеваме дека се Добро, aftershockovi. и во Скопје тресеше, меѓутоа немаше толку aftershockovi, толку долг период. Значи од историски податоци и од оние анализи што се правени, не само во Македонија, меѓутоа и низ светот, различни подрачја се подложни кон различен број на така наречени aftershockovi. Некаде може да бидат 100, 200, 300 и да завршат главно во период од недела дена, негде може да бидат и преку неколку илјади aftershockovi, значи и да се пролонгира периодот на повеќе месеци, што зависи, па дури години. А имаме дури интересни појави да имало aftershockovi и неколку десетици, па и стотици години. Така да мислам навистина е тоа. Сега ние не спаѓаме, нашата територија не спаѓа во такви простори кои што може да имаат, не знам, со години aftershockovi, меѓутоа сепак не може да кажеме да готово за 3 дена ќе завршат сите активности, сеизмички и ќе се смири потполно тлото. Зошто? Затоа што јас и претходно напоменав дека овој простор е изразито разбразден со така наречени раседни пукнатини и сега се создава таа така наречена сеизморефлексија, односно се активира една раседна пукнатина и еден земјотрес, кој што може да предизвика сеизморефлексија на блиска следна пукнатина и така натаму, така да на некој начин може би тоа е една од причините. Друго исто така кога што трае толку долго. Што трае толку долго и што имаме релативно честа фреквенција на земјотреси, меѓутоа пак морам да кажам, земјотресите со магнитуда некаде до околу 4 степени се рачунат во или спаѓаат во групата на слаби земјотреси, така да и она на типични, да кажеме, заслабнувачки aftershockovi. Значи како што со текот на времето ние предпоставуваме дека веќе за следната недела значително ќе се проречи фреквенцијата на земјотреси кои што се над 3,5 или 3 магнитуда, така да постепено ќе дојде веројатно во неколку наредни, рековме, недели до потполно смирување. Може би да не биде тоа сега така стриктно кажано, може би ќе се јави уште по некој земјотрес, може и до крајот на годината, меѓутоа тој би требало да биде со релативно многу послаба јачина него оној главниот, или што го сметаме за главниот и се надеваме дека е главен, кој што беше
со разни проценки меѓу 4,9 и 5,1 магнитуда. Постојат различни теории на научната мисла каде што предничи тврдењето дека нема да се случи посилен земјотрес од 5 степени по Рихтер. На што се темелат овие тврдења? Вака, мора да кажеме дека Охридското подрачје или целата Охридска депресија е една од сеизмички поактивните, или да не кажам најактивни, затоа што имаме уште 2-3 зони кои што се дури и доста поактивни од Охридското подрачје и максимално очекувана магнитуда во тој простор, пример околината на Охридско према Косовско е негде околу 6,3, 6,4, па можно и 6-5, не сме потполно сигурни затоа што историски податоци не се многу прецизни значи укажува дека имало 2 крупни уништувања на Охрид, меѓутоа не може од нив да се претпостави дали уништувањата биле само директно од земјотресот, дали биле и од начинот на градба, дали се случили дополнителни следствија така натаму. Меѓутоа велам, значи обично во најголем дел од случаевите кога ќе има многу земјотреси, енергијата што треба се испушта се распоредува на тие голем број земјотреси и не се очекува, значи во таков случај не се очекува дека може да се појави некој многу силен разорен земјотрес и обратно, доколку имаше многу помал број на земјотреси, можеби таа акумулирана енергија ќе се изразеше преку некој посилен земјотрес кој што можеше да биде од рангот на 5,7, 5,8, 5,9, па дури 6 степени магнитуда. Бидејќи имаме податоци дека значи Охрид претрпел веројатно и 6 степени магнитуда, 6,1 степени магнитуда, меѓутоа тие се многу ретки појави и обично има само неколку предземјотреси пред да се случи тој главен силен земјотрес и во таа смисла сме некако убедени, ајде да не кажам 100% сигурни, меѓутоа еве 95% сигурни дека тоа беше фактички главниот удар и дека се тоа што следи понатаму последователно и пак ќе кажам, значи луѓето не треба да стравуваат од тоа што има голем број земјотреси, затоа што локалните тектонски и сеизмички прилики се такви да и дури се и очекува. Имаме примери и во блиското минато, значи посебно на албанската страна, исто во Охридска депресија, каде што имало по 40-50 релативно посилни авторшокови само во период од 2-3 дена, така да тоа е до некаде и очекувана работа. Ги спомнавте тие тектонски плочи. Да. Како се случува тоа преклопување на тектонските плочи? Што всушност се случува со природата овие денови? Изминатите недели во овој регион. Значи, овој регион што го почувствувавме и ние тука во Скопје. На нас ајде да кажеме на луѓето им е битен само делот од кога ќе почнат првите земјотреси додека завршат, бидејќи нормално тогаш тој период е најзагрижувачки, најмногу се крева паника, стравови и така натаму. Меѓутоа, процесите се перманентни, значи перманентно земјината коривна трешноста на земјата си работат, си функционираат, има големи, огромни притисоци кои предижуваат одредени блокови. Има поместување на земјиштето до поместување на таа така наречена геодинамика и понатаму се изразува и на релјефната и на другите динамични процеси, така да не е ништо значи спектакуларно, односно при тоа притискање на плочите, околните поголеми плочи, се акумулира енергија и во помалите блокови кои што ги има некаде околу 15-20 во Македонија, од кои што некои се многу понестабилни, значи привремено само наместени, и кога се надвладе една критична точка на многу силен притисок кој што не може веќе блоковите да го издржат, тогаш доаѓа до нивно поместување, слизнување мало, вертикално искачување или спуштање и така натаму. И сега, значи, едноставно да кажеме, дојде редот на овој простор, кој што исто така е доста лабилен, затоа и помеѓу планините Галичица и Мокра, значи е спуштен делот Јабланица, исто така, значи е спуштена депресијата на Охридско, така да тој процес се уште е активен, се уште доаѓа до поместување и така натаму, тоа ќе трае многу долг период. Има ли опасност од некој цунами во водата да се случи на Охридското езеро? Од тие такви поместувања? Нема опасност, до сега и не е забележува некој, има во некој езера низ светот се забележува такви работи, меѓутоа нема таква огромна маса која што е релативно раскршена и некомпактна, која што може, значи,
тоа би требало да биде маса со милиони тони, која што би можела едноставно да слизни, да падне во Охридското езеро и со тоа да предизвика силни притисоци на водата кон страна, па да се јават огромни бранови. Значи, за такво нешто нема опасност, бидејќи рековме стратиграфијата, петрографијата и структурата на бреговите и на планините околни кои што го заградуваат Охридско езеро не се однесуваат на таков начин и да нема појави кои што би упатувале на такво нешто. Вие тврдите дека нема да се активира вулканот во Косел, наспроти некои тврдења на граѓани дека таму нешто виделе. Што се случува во Косел? Во Косел фактички ништо не се случува, значи ќе нагласиме дека тоа е природна појава. Некои познати наши релевантни геолози ја доведуваат во врска со последната вулканска активност на овој простор, која што е бајаги одамна, значи кога била последната активност, значи негде проценките се меѓу 14 и 17 милиони години дека завршила вулканската активност во Охридско, во некои други делови и поблиску до денешното минато, значи до негде пред околу 2 милиони години. Меѓутоа, по мене тоа е некоја комбинација и на поствулканска појава, меѓутоа и на одредени длабоки раседни пукнатини, каде што има акумулации во одредени комори на голема акумулација на сулфур и на други гасови кои што формираат сулфур водородни испарувања и затоа ја нарекуваме појавата солфатара. Има одредени исфрлања на јаглерод диоксид и тоа се интернационални термини, па велиме солфатара мофета. Имаат мали сосема варијации во активноста, солфатарат има варијации поради голем број фактори, некојаш може да биде појако исфрлање, некојаш послабо, некојаш концентрација на газ поинтензивна или помалку интензивна. Меѓутоа, сега во оваа ситуација има ли можност да се активира Косел? Никаква можност нема да се активира Косел, значи Косел нити некогаш бил вулкан типичен, нити ќе биде понатаму, значи наши анализи некои покажува дека постепено со вековите што доаѓаат Косел може едноставно, претпоставам, да загуби дел од резервоарите со гасови, едноставно да остане како некоја фосилна појава која што пред векови да подсетува на нешто што се случувало на тој простор. Може ли да дојде до оштетување на старите градби, на црквите со оглед на овие вакви поместувања? Секако веќе има оштетување одредени, затоа што има доста значаен дел од објектите во Охридско кој што не е изградена, се измички или кои што се постари градби, старата структура. Не може ли ни да бидат сеизмички изградени, зборуваме за цркви од, не знам, посебно, 11-12 посебно век. старите објекти се градени, ајде да кажеме, со обратна база на стабилност, значи понекогаш се потесни во долниот дел, пошироки кон повисоките делови, што оневозможува нивна стабилна позиционирање нивно. Меѓутоа и не очекуваме дека може да дојде, значи дури би требало по некои сознанија повеќе од 5,5-5,7, значи тука некаде да е магнитудата за да може да дојде до рушење макар и на тие стари објекти. Така да, а од друга страна рековме дека не очекуваме. А начин нема како да се заштитат? Тоа се природна појава. Нема начин како да се заштитат, односно има начин, ама тој начин е премногу скап, значи би требало да се интервенира скоро на секој објект со поставување посебни микроарматурни столбови и така натаму со вршење на сеизмички тестови за секој објект за кој што сметаме дека тоа го работи. Македонија нема никош пари за такви работи такво нешто значи во однос на испитувањата, меѓутоа можностите за цврснување или асеизмирање на таквите објекти е многу ограничен, бидејќи бара многу финанси. Значи тоа не е нешто. Може би треба во иднина да се размислува и на такви работи. Па може би треба, меѓутоа видете во минатото понекогаш луѓето, значи 518 година или 526 по различни податоци имало разорен земјотрес токму во Охрид, да, за кој што се смета дека може би веројатно бил некаде по 6 магнитуда. Тоа е најголем? Па тоа е еден од најголемите што воопшто е запишан во историјата, значи 6 до 6,2 дури може би магнитуда да била. И интересно е што само 20-30 години од како е разрушен целиот град, повторно се обновува, значи се изградува пак, да кажеме за тогашни услови, нов Охрид, така да луѓето едноставно гледаат многу поволни
позиционирања тука во близина на езерото и така натаму и едноставно таа локација, климатски услови, таа локација, местоположба и таа, иако во светот понекогаш има ситуација да ако е премногу трусно подрачјето, дури се дислоцира местото и така на комплетно, меѓутоа... Но ние еве не памтиме, со години не памтиме, секој знаеме Скопскиот регион дека е подложен на земјотреси, затоа на населението им е чудно. Да, меѓутоа низ историските, реков пак податоци, ќе се сретне дека барем 7-8 пати имало релативно силни земјотреси во Охридско, или позабележителни, а уште многу посилни земјотреси имал јужно од Охрид, према Поградец и Корча, каде што и до 6, 7, 6, 8, 6, 9 степени магнитудна скала, значи кои што биле и многу поразорни. Само поента е ние што главно ги забележуваме земјотресите или водиме сметка за земјотреси наму каде што има поголем број население, бидејќи можните штети и жртви би биле многу поголеми. Не загрижува толку доколку има силен земјотрес, а станува збор за релативно празно подрачје без население, така да затоа ова не е некако... Тука и други фактори играат улога и паниката и... Да. И затоа некако сега обрнуваме внимание на Скопско, затоа што има 500-600 жители, Охридско пак со 50.000 жители во гравитацијското подрачје. Ако га е земјотрес ист или дури посилен на Илинска планина во непосредна или Плакенска планина, тогаш некако само се укажува дека имало земјотрес. Зошто? Затоа што таму има неколку слабо населени села и некако не е толкав психолошкиот ефект или ефектот врз голем број население и така натаму. Имат ли влијание климатските промени врз трусните подрачја? За тоа се води дебата во науката. Има сега од можните 6-7 фактори кои што влијат на земјотресите кои што се смета до пред 30-40 години, сега бројката на фактори можни кои што би имале влијание на појава на земјотреси во сеизмички активни подрачја се зголеми некаде на преку 100. И се вршат истражувања. Последни истражувања велат дека се очекуваат низ разни форми климатските појави и климатските промени да имаат свое влијание, меѓутоа пак велам, значи не е тоа за да се со сигурност укаже на нешто такво, треба многу голем број на појави на земјотреси да се изанализираат и да се види, да се испитуваат. Меѓутоа, ние очекуваме дека некаде за 10 на 15 години ќе има многу подсврсти податоци на кои што ќе може да се подпре човек во таа смисла, значи дали и кои фактори се влијат врз појава на земјотресите. Читајќи ве вака на социјалните мрежи, гледам дека тврдите дека земјотресите во Охридскиот регион немаат ама баш никакво последователно влијание на Скопскиот регион, ама ние тука ги почувствувавме. Така. Не, тоа е друга работа, значи поентата беше дека Како ќе го објасниш? Да, поентата беше дека земјотресите во Охридскиот регион не може да предизвикаат поместување на раседни линии и не знам што за да се јави локален земјотрес во Скопско. А нормално е дека има таа така наречена, пак ќе кажам, сеизморефлексија, односно ширење на брановите, посебно ако е подлабоко земјотресот и до 150, 200, 300 км така натаму. Само што пропорционално како што е растојанието се зголемува од местото на епицентарот, така и слаба е силата на земјотресот. Значи тој што беше најсилниот од 5 степени магнитудна скала, нормално и плюс длабочината од 10 км, нормално е да се почувствува во радиус од 100 на 150 км. Битола, Веле, Скопје се почувствува секаде. Што ќе им порачате на граѓаните на Охрид и во тој регион, они се навикнаа веќе на потресите. Па јас гледам, често гледам негодување кои ќе се каже дека треба да останат граѓаните смирени, дека постепено доаѓа на намалување на активноста. Меѓутоа повторно, значи еве како што имаше минатата ноќ, предминатата ноќ и преку денот одредени земјотреси, веќе малку ајде да кажеме и таа паника можеби што е дојде на високо ниво дека еве џабе некој зборува дека се смирува, меѓутоа пак ќе кажам смирувањето не може да трае за 2 дена, 3 дена и готово. Секој природен процес има своја, да кажеме, увертира, па главниот ефект на природниот процес е и после тоа одредено смирување или одредено завршување на појавата, кое што може да трае и доста долг временски период. Тоа знам дека воопшто не е утешително за луѓето, меѓутоа постепено ќе слабе и она што претпоставуваме дека можеби наредни 20, 30, 40 години нема да се појави во таква мерка земјотрес, никогаш не може да предвидиме, меѓутоа она испуштената енергија што е во текот на овие изминати 20 дена, мислам дека ќе е сосема солидна за да
на некој начин да не се очекува некој многу силен земјотрес или земјотрес во наредните можеби рековме 10, 20, 30 години, бидејќи и така фреквенцијата на силни земјотреси не е толку честа во Охридско или да кажеме релативно ретка. Ви благодарам на разговорот. Благодарам и на вас.